Прце бил механичар. Конечно мојава сирџеска душа најде мир. Дознавме и други работи. Некој дотичниот демон си бил многу окей човек. Некој друг треба да оди на лечење, изгледа, но не е битно тоа. И ја не сум наркоман. Гледај ме очи. Дали се ова очи на наркоман? Не се. Имаше некои коментари од еден познат подкастер, демек сирџиски било многу ова што се спрдаме со нечија психопатологија. И уште некои тама други што искоментира, па и мојата лоша глума ја коментира, очигледно не разбираат што е намерно претерување, што е намерно карикирање. А нешто намерно се претерува и се карикира токму за да се потенцира таа психопатологија. А сеирот, сега ќе ви кажам малце Чичо Сашо да го слушате нешто паметно може ќе научите. Сеирот, фаќањето сеир е многу легитимна човекова карактеристика. Многу легитимен човеков феномен. Изгледа смешно, изгледа глупо, изгледа може вас ниско ви изгледа, но тоа е легитимен. Една од основните карактеристики на човекот како љубопитно суштество или битие. Да не е тоа ваше чувство на сеир во вас, како луѓе. Никој од вас нема да гледа турски серии. Да не е тоа чувство на сеир, тој феномен, таа карактеристика човеков. Ниеден од вас нема да гледа театар, филм. Фундаментот на театарот е феноменот сеир. Дечки, да научите нешто паметно. Ако више толку ме рчкате и се чепкате со мене, редно и вас да ви кажам. Театарот на што се базира? Види оној што и направи на она и види ги сега овие што ќе направат за да го заебат овој, за да ја заштитат ова или да ја уништат она. Или види кој со кого спие и види оваа како го лаже мажот и затоа што оваа затоа што мажот и не знам што и прави, па оваа сега му враќа. Паметни дечки, подкастери и остали. Шо е ова ако не е сеир? Или факење сеир? Добро. На сите нас многу ни беше јасно која е првата страна и која е втората страна. И кој ме јебе матери зашто. И кој е оштетениот и кој треба да иде на лечење и кој е тука опресираниот, нападнатиот, агресираниот и така натаму. Ако веќе лудилото е официализирано на социјалните мрежи, ако веќе сме бомбардирани од психопатолошки личности, од патолошки нарциси, кои што мислат дека се многу морални, многу паметни или продаваат морал, а зад нивното продавање на морал се кријат крајно демонизирани битија, неморални, бахати, нарцисоидни, зашто да не бидат коментирани? Дечки, еве и подкастер го прашувам, познат. Како тоа мене смеа да ме бомбардираат? Вие сите тамо, медиуми и подкастери, века еден друг твој колега подкастер беше една психопатолошки, овој патолошки нарцис, цура, што му кажа на тој србинот исто така еден влијателен инфлуенсер, кој што ја немам некој мислење за него високо, но која му рече педофил у емисија. А вие што ги викате таквите патологии, како таа, за која што сите знаеме што све презентираше. Мислам, ја отпосле дознав, тогаш не знаев дека таа била во задруга. Другар мој од Америка ми прати клипови со неу задруга, пошто тоа задруга не следам. Тие манијаци не ги следам, не ме занимаат. И он ми прати, демек ја која искоментирав тогаш така, тој другиот подкастер у емисија, ми прати, еве да видиш вика која е таа особа. Ја за глава се фати. Не дека ме изненади нешто, се знае како дека у тие задруги, мадруги, реални шоа има специјален тим од психијатри и психолози кои што прават психолошки профил на кандидатите и точно ги одбираат најпатолошките случаи да бидат дел од тие реални шоа као задруга. И таа кај тој подкастерот збореше колку била добра мајка. И како неизе погрешни мушкарци се паѓали у живот. Змии ги нарече овој другиот тема. Само што ја тогаш во тој момент не знаев која е таа. Прв пат ја видов у живот, јеби га, не гледам задруга.
Па откога ми прати другарот, сватив која и сватив дека мојата тогашна критика си била на место. А вие што викате такви патолошки случаи за лајкови да зимате и пари да млатите и рекламно време да продавате, вие сте сасвим окей. Али ние што фаќаме сеир на патологии што вие ги сервирате или некои други ги сервираат или сами си се сервираат на медиуми на TikTok, ние не смееме да фаќаме сеир. Мораме да чутиме. Така, да не ги коментирам. Многу имате чудна некој сенс за демократичност у ова крајно демократско време. Кај што лудилото се официализираше и демократизираше. Денеска на секој е дозволено дечко од подкаст да биде луд и да биде глуп и да биде психопат и да биде нарцис пред очите на сите. Патолошки нарцис, борам за патолошка нарцисоидна. Сите ние до известен степен си се сакаме себе и сме нарциси. Така, многу паметни се правите кога мислите дека сте најпаметни. Нормално дека имаме право да заземеме страна. Имаме право да коментираме, па нели ова не е времето на Тито, времето на ова кога не смее да се зуцне ништо. Сакавте демократија, ја уведовте. Му дадовте карт бланш на лудилото преку медиуми, бе, ке трпите и критики. Сите вие. И вие сте као најневините, бошјите јагненца, што правите подкасти, правите разни комерцијални теми, викате психопати за да правите лајкови, да правите пари, ние сме грешниците, така? Така ли е? Ја од това што го правам, ја не монетизирам, бе, дечки. Јас си го правам не като заебанција, не като кеф, не да си се ладам. Кој ме знае, знае дека е така. Кој ми е мен интересот? Видовте некоја реклама на моје видео да се појави нешто, да, некад се појавува тамо некој кој знае како, ако ги... So what? Појма нема, може некој ме... Не знам, бе, ја не се ни разбирам од ова, кој како идат тие со едо и со реклами. Дрво сум. Тотално сум нематеријално настроен. Никад не научив пари да правам, кој што знаете добро. Да валоризирам, педерски, подмолно. А ви нудам овие гости, видите колку добри гости се ова. Како ова, каква емисија, по овој стана од емисија, избега од емисија. Манипулација за пари прајање, за гледаност прајање. И вие мене ќе ми кажувате за фаќање сеир, говеда едни. Полжави едни. Но добро. Ваше е да си кажете, да си искоментирате, моје да ви одговорам. Па да видиме, ја не се надевам дека вас ќе ве култивирам, нешто ќе ве научам, ја не се надевам на тоа. Ама демократија да си ја кажам и мојата страна, нели? И нашата на сите нас, пошто сите нас не правите вие психопати у коментарите. Демек сеирджи сме биле, сме фаќале сеир. Што треба да климаме со глава? Уреду, да. Па втората страна, третата страна, петата страна. Мене не ми требаат, бе, дешко 6 страни да видам или да прашам. Не сум ја новинар за да сватам кој е ретардо, кој не е ретардо. Ја еден го гледам, ако е ретардо, го гледам од понашање дека е ретардо. Не ми треба и втората страна да ја прашам дали е ретардо. Се гледа од авион дека е некој ретардо. Аман. Најважно од се ми е прце што дознав кој. А некој ми пишал у коментар, сега вика кај прце, иди со колата однака гратис имаш. Не бе, прце у моментов е најпознатиот механичар у Скопје у Македонија, ја мислам. Најпознат, нема попознат. Ама со специфичен дел, ја ми кажа, не знам сега колку е точно со коли се занимава, нешто као со клими веројатно, појма не е ни бит. Само да знаете дека не е точно дека така наречениот демон кој си бил сасвим нормален човек, далеко од тоа дека зимал 2000 евра плата кај него. И тоа го дознав. Не е ни битно за тоа. Ја реков и вчера у клипот. Дај Боже тоа да си се среди, дури реков една друга работа. Дај Боже и таа конкретната да си го најде својот мир. И да успостават некој нормален диалог, да испушат луле на мирот, што викаат индијанците, ради децата да ги средат од нос, да не страдаат децата. И тоа и вчера го реков. Така да немојте да ми делите лекции за сеирот.
Please. Ај, чао, се гледаме. To the sky, let your world